Колега Мисовски, надвор од тоа што е точка на дневен ред, впрочем и вие во својот говор ништо не зборувавте околу она што е точка на дневен ред, зборевте за изборни манипулации, за нелегитимен председател, за изборен фалсификат, фантомски гласачи и не знам што друго. Колега Мисовски, да не мислите да ни правите партиска штета со вашите говори за изборен фалсификат, изборни манипулации, политички притисоци. Не, колега Мисовски, година и пол назад го правите тоа, а не ни нанесувате никаква штета на партискиот рейтинг. Погледнете ги анкетите на независните институции и ќе видите дека партискиот рейтинг на ВМРО-ДПМН помеѓу граѓаните расте. Меѓутоа, колега Мисовски, жално е што со тоа ни нанесувате штета на државата Република Македонија. Една година зборите за некакви фантомски гласачи. Се изврши на теренска анализа. Нема, колега Мисовски, фантомски гласачи. Не најдовте ни еден што гласал 2 пати во Република Македонија. Не најдовте ни еден што гласал за некој починат гласач. Нема фантомски гласачи, колега Мисовски. Вие не можете да ја добиете поддршката од граѓаните. И кога сами гледате дека не ја добивате поддршката од граѓаните, го омаложувате македонскиот народ дека нема мозок и така политички тонете и тонете. Меѓутоа, тоа е штетно, колега Мисовски, за Република Македонија. Штетно е што се доведовме во ситуација него е меѓународно тело да ни го прочистува избирачкиот список. А тоа го доведе вашето цело време трубајне за некакви фантомски гласачи. Не, колега Мисовски, со 500.000 гласови победи Ѓорги Иванов, 150.000 гласови разлика од кандидатот, разликата поголема од вашиот кандидат Стево Пендаровски. 200.000 гласови е разликата меѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ на последните избори. Каков изборен фалсификат, какви бакарчи, колега Мисовски. Ја немате поддршката од граѓаните. Затоа вашите активности цело време и оваа со шарената револуција не и нанесува штета на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН има повисок рейтинг отколку од почнувањето на целиот овој процес со бомби, со притисоци, изборни манипулации или не знам што друго измисливте. Сето ова што го правите и нанесува штета на државата Република Македонија и граѓаните на Република Македонија за ова ќе ве осудат. Не знам со која дрскост зборите дека со изборен фалсификат сме дошли на власт. Па зошто не одиме на избори? Значи ова собрание не е легитимно. Ајде на избори. Зошто бегате од тие избори? Колега Мисовски, престанете да ја нанесувате штета на државата Република Македонија. Граѓаните на Република Македонија ќе ве казнат на секои следни избори. Благодарам.